Добро, може? Почитувани представници на медиуми, еве, денеска пак сум преборен да одговорам на пресот на Општинскиот пред на Мамаро на господин Срđan Ивановски и не би сакал да коментирам неговото експозе од позиција на целосната политичка и уставна криза во Република Македонија, само би ја подсетил помладата генерација, не знам дали се сеќава на една театарска представа Кутите мали хрчки, дете да го ставиле таму да кажува и самиот не убеден во тоа, бидејќи ова е една нафрлена пресконференција каде концептот не ми јасен, меѓутоа за име на вистината ми сега да дам неколку поенти. Неговата партија, која денеска во Мигрантската заедница пригласена за најкорумпирана и криминогена партија на владење во европските размери, каде има силно влијание на Мигрантската заедница да се справи со криминогената и корумпираната власт, поддржана силно од медиумската пропаганда и не сакаа да се соочат со дебата, со вистина. Имаме советнички прашања, единствени од таков вид во Република Македонија, кој на секои 3 месеца има отворен мегдан за прашања со директни телевизиски преноси. И ја напуштија бидејќи не можеа да се соочат со тоа, да го покажат нивното незнање и неспособност во однос на водење на реална локална економска политика, користат секојдневно по 2-минутна позиција да кажат на конција за печат и нафрлат право очи на граѓаните. Во име на граѓаните настапуваат, бранат само позиција на 3 фамилии кои, како што гледаме денеска, и целата интелектуална, правосудна, меѓународна јавност се згрозува од нивните зло дела кои ги прават во Република Македонија во име на слободата, демократијата и политичкиот просперитет и систем во Република Македонија. Значи, господин Срđan Ивановски, вие сте млад човек. Целта на прашањето не ми е јасно, меѓутоа се она што требав да го кажам во моето излагање на советничките прашања пред 2 недели, го дадов една широка елаборација во трајање 2 часа. Ве повикав јавно за преку институцијата пристап до јавна информација и добиете сите позиции, договори, линии и се она што го чини и јавниот превоз и посебна категорија училиште превоз кој е дел од наменските донации контролирана од Република Македонија, односно Национална телевизија, Министерство на образование и се она што е во склоп на системот на логистичка подршка образовниот процес, односно наменски донации за одржување на образовниот процес во општина Кубана, која е најголема општина со најголем број на ученици, најголем број на училишта и така. Затоа сега не ми давате простор, не можем да дебатирам, имавте простор од неограничен временски период каде можеме да дебатираме на сите теми и дилеми. Она што е сработено во локална самоуправа и што не е сработено, очетот ќе го дава локалната самоуправа пред Советот и пред граѓаните на Куманово. Знаеме дека во овие тешки времиња, каде имаме комплетно партизирани институции во системот на Република Македонија, Куманово не може да биде успешна општина во својата развојна програма, економскиот развој, да спреч што сме единствена најголема опозицијска општина која држи позиција и е постојано под силен притисок на централна власт. И тоа она што не задржа е исполнува во целост. Затоа, освестете се дека времето на шпекулации, лаги, бранење на она што не може да се одбрани е поминато. Говорот ДПМН и вашиот општински комитет полека на сигурно тоне во криминогените действија на вашето централно раководство. Не постои ни една конвенција за печат, не постои ни една новинарска куќа, не постои ни една институција која више може да ги одбрани сите зло дела кои ги направивте на македонската, а пред се на кумановската јавност и кумановските граѓани кои жестоко го осеќаат за 10 години под водство на Никола Груевски и Дома на ДПМН. Спремен сум за дебата, спремен сум за разговор на референти личности од политичкиот живот во општина Куманово. И повикувам председателот и секој релевантен читач од пратениците да дебатираме за се оноа што е суспектно и се што не оноа што е интерес на граѓаните на Куманово. Кога зборам за суспектност, зборам за оноа што сакате, секогаш да го подесне.
Ние сме сакале преку институција да правиме некакви било какви режии и промоции, бидејќи тоа беше единствен начин, каде со 12 советници, по 2 советнички прашања имавте можност 44 прашања за било кој проблем од интерес за граѓаните да го апостолирате пред кубанската јавност. Сега на еден кукавички начин, во стил на вашата партија, излегувате и браните нешто што на целата меѓународна јавност, на граѓаните на Македонија, а пред сега не е јасно. Останам отворен за сите ваши прашања. Дали имате прашања?